Спортскиот центар Борис Трајковски во саботата беше епицентарот на убавината. На првиот и најголем настан за убавина во Македонија, Find Your Beauty, најди ја својата убавина, во организација на водечкиот европски синџир дрогерии ДМ. Повеќе од 1200 девојки, жени, јавни личности, ТВ лица, инфлуенсерки беа дел од уникатната атмосфера и уживаа во богатата програма која траеше речиси 6 часа. Како трендсетер на пазарот, компанијата ДМ не само што нуди иновативни производи и услуги, туку и создава платформа за изразување и креативност. Нашата кампања Скрос јас, која што ја слави убавината. Ја слави убавината преку автентичност. Убавината не е совршенство. Убавината е да се прифатиме самите себе си, онакви какви што сме. Да ги прифатиме другите, онакви какви што се и тие. Во овој ден ви посакувам да се откриете самите себе си, да уживате, да се инспирирате. Бидете дел од овие 19 катчиња и открите нови информации за производите на брендовите кои што се денеска тука со нас. Искористете да бидете дел од креативните работилници и искористете ги размислувањата, искористете прилика да разговарате со стручните лица кои што денеска ќе бидат дел од овие панел дискусии и ќе бидат тука само за вас да споделите различни размислувања и советувања. На задоволство на сите присутни припаднички на понежниот пол, ДМ Дрогерија Маркт на едно место ги собра најпознатите брендови за шминка, нега на лице и коса, но и природна козметика. 19 катчиња за убавина, 19 штандови со исто толку брендови ги понудија своите бесплатни услуги, совети за нега и убавина, како и атрактивни производи на преку 1200 жени. Дамите поминаа едно убаво саботно попладне. Се шминка, се слика, собираа подароци од омилените брендови и учествуваа на забавни игри во кои секако добиваа подарок од различен тип, како нега на коса, лице и тело, шминки, здравје и благосостојба, нега на бебиња и деца, домаќинство, органска храна и храна за домашни миленици. Огромен беше интересот за анализа на боја. Редици девојки и жени чекаа пред штандот на гостинката од Србија Милја Јовиќ, сертифициран личен стилист и аналитичар за бои, која зборуваше за овој светски тренд. Таа правеше анализи на девојките на лице место и ги советуваше која боја најдобро одговара на нивниот лик и тен. Програмата беше динамична. Посетителите имаа можност да погледнат интервјуа со неколку познати влијателни дами, кои пред јавноста ги открија своите слабости и несовршености и ги охрабрија помладите дека секој има некаков недостаток и дека не треба да се срамиме од тоа. Се одржа и панел дискусија насловена Мит или факт, на која беа поставувани интересни прашања во врска со убавината, начинот на нега на кожата и употребата на шминка. Замислен како манифестација од саемски тип, настанот на ДМ најди ја својата убавина. На присутните им овозможи од сосема нов агол да се запознаат со различните брендови, да добијат разновидни подароци и да освојат вредни награди преку разни активации.
Настанот понуди и многу работилници, па така учесниците на една од работилниците можеа самите да си направат балсам за усни од природни состојки, да играат меморија и да освојат вредни награди од познатите брендови кои се нудат во продажните објекти на ДМ. Настанот најдија својата убавина е доказ дека компанијата ДМ со својата посветеност на квалитет, одржливост и инклузивност ја поставува рамката за идните трендови во индустријата за убавина. Овој настан е одраз на визијата на ДМ, убавината да биде достапна, разновидна и инспиративна за сите.